Како млади луѓе, почнуваме да ги сваќаме проблемите на нашето општество. Всушност, и ние сме директно инволвирани во нив. Токму затоа, од големо значење се нашите мислења и ставови во однос на различните општествени прашања. Како млади припадници на општеството, можеме да допринесеме многу нешта за уште подобра иднина. Придобивките се краткорочни, но одиме кон долгорочни цели. Според мене македонското образование е едно од најдобрите, ако не да кажам и најдобро во Европа. Мислам дека македонското образование е сестрано и дека еден академски граѓанин на Република Македонија е образован од секаква бранша. Често пати се критикува ставот што во средните училишта, ние се насочуваме по насоки, демек сега зошто природните насоки да изучуваат некои предмети од општествените науки, од типот на историја, филозофија, што за мене тоа е сосем оправдано, затоа што не може некој да се насочи само во сопствената област која што ја избрал, а при тоа да нема никакви познавања од останатите науки. Почнувајќи од основното образование, средното, па и на факултетот, сметам дека македонските образовани граѓани се едни од најдобрите. Тука ќе го подкрепам ова мое мислење со еден аргумент. Пред некои си 5 години имам два случаи, односно две другарки кои што од Македонија се преселија, едната во Нов Зеланд, другата во Мелбурн. Едната требаше да продолжи втора година средно образование, меѓутоа кога ја видоа со ова знаење од Македонија која што отиде тамо, доби комплимент дека може комотно професор да им биде тамо, па место втора година директно продолжи на четврта година. Додека другиот случај беше малце помало девојчето, требаше 6-то оделение да продолжи, од 6-то оделение директно пресокна во 8-то оделение. Што со тоа се потврдува квалитетот на македонското образование. Ќе почнам прво од основно, пошто кога се воведе тоа да има ден ветолетка. Тоа за мене е сосема непотребно, пошто деца сега нема детство. Туку од 5 години 6 почнуваат со школа одма. И мислам сега не учат нешто многу, али сепак цел ден поминуваат во школа на место да си играат дома. Не е спорно во средното образование дека е квалитетно образование, бидејќи се гледа, имам доста примери, ја исто така другари како Моника, кои биле во Америка или во некој друга странска земја, каде што земале 2 години за 1 година и потоа доаѓаат или било каде тука или во странство се запишуваат со таа интернационална матура, без проблем. Било кој факултет, било каде. Но има доста неостатоци според мене во средното образование, па можда и во основното, но мислам дека основното треба да се задржи на тоа запознавање со основните работи, а додека во средното веќе треба да почне да се врши некоја специјализација, односно ние веќе во средно образование се е теорија. Па и на факултет може да се каже. Се е теорија, се е учење на памет, тоа се заборава, има обемен материјал кој не може да го запамтиш, нема шанси да се запамти. Не знам, 12 предмета да знаеш ти све што си учел во сите 4 години или не знам, не е битно. Мора да се смали тој обем на материјал, ако мора да се смали, на сметка на тоа да се воведе таа практична настава. Мора да се донесе практика. Не може ние со теорија. Денеска сите и на факултет и воопшто во средно се учи теорија. Кога еден правник или било што друго, не е битно, електроинженер, медицина, ќе излезе со теориска настава од факултет и треба да почне да работи, он го знае само тоа во теорија, нема практика, не знае како да се знае, треба некој да му покаже. Морам да кажам дека се согласувам со Благој дека во основно оделение учениците треба да се стекнат со основно знаење на сите материи. Но сепак сметам дека во средно веќе кога влегуваме, како што беше порано приемен на факултет, треба приемен на средно. Затоа што сметам дека треба стручни учители или професори да ги насочат децата каде да одат, затоа што ние сме уште мали, не можеме да одлучиме што сакаме, а нашето знае, например, ќе полагаме математика, англиски, македонски. Професорите ќе определат ние за што сме надарени и таму ќе се насочиме. Кога почиња детето во школа, ќе нас се сменет образованието, ние кога сме иделе како мали во школа се знаело. Прво оделение, почињаме 3-4 часа имало најосновно, си идеме дома. Сега ќе им дадат 7 часа, на тој му се спие, му се плаче на детето од сабајле, не може школа да иде, он ќе учи 7 часа. Ранец, пример, не може дете само да иде у школа, ранец мора некој да му го носи 20 книги, им стаја, уште веронаука им фали. Имаше и тоа, среќа се тргна.
Значи се знае, тоа што сме учеле ние треба основно. Прво, четврто отделение, значи дете ко дете, значи не му се седи толку време у школа, значи како пример треба основни како што беше природа, општество, такви основни работи, значи. Друго средно. Значи средно, кај нас се да кажам, си завршил забавиште, исто кога не си го завршил средно, не се вредно, средното е ништо. Треба, значи, Македонија, пример, потребно е јако средна школа. Кога ќе заврши средна школа, пример, стручно да имаш работа, да знае за неја. Кај нас средна школа си завршил, ќе ти речат што си завршил, ти оди чисто улици, ништо не си завршил. Се знае, не треба секој да учи гимназија. Гимназија се учи тоа што мисля продолжи на факултет да се образува. Прво би го сменила, значи, целиот систем, бидејќи многу лош, никаде во свет нема ваков систем. Како што кажа Никола, не треба секој да заврши факултет, бидејќи само оние што покажуваат посебни резултати, што се истакнуваат повеќе од другите, треба да бидат да завршат факултет и после тоа нели исто така и за докторат и за понатаму, значи не може секоја будала да има докторат и да биде академски граѓанин. Не мислиш дека е тоа дискриминација? Не е дискриминација, пошто само тие што се доволно добри треба да имаат докторати да бидат како почесни граѓани на државата. Не може секој да има докторат и секој да биде најдобар, пошто има не е секој за да биде најдобар. Сега веќе тоа е личен став на ученикот, дали ти учи за себе, дали ти учи за оцена. Значи, тука секој се одлучува сам за себе. Значи, ако некој сака да има трајно знаење, да му остане знаењето, значи ќе си изнајде методи, дали преку асоциација, дали повторно, значи професорите и наставниците во основа ќе го бараат она што е најважно. И всушност можеби ако постои некаква аномалија во македонското образование, можеби се тоа основните и средните училишта, каде што според мене мислам дека би требало, значи, малце построги критериуми на оценување да има, бидејќи токму од таа страна што учениците мислат, значи, само на оцена, само како да се добие оцената и при тоа се занемаруваат оние главни работи, главни фактори кои што подоцна се ќе треба не само за на факултет и понатака во животот. Еднаш си средна школа, тоа ти е младоста, а од друга страна не форсираат со тоа да учиме, да имаме добри резултати, и многу ја форсираат матурата. Факултетот е поразличен од средно затоа што веќе таму си насочен кон тоа што го сакаш и таму нема бирање. Значи тоа си е определено, тоа што ќе го учиш таму и тоа го завршуваш, но факултетот мислам дека не е толку спорна работа колку тоа што работата. Ќе го завршам факултетот, да, ама кај ќе најдам работа. Значи кај нас во Македонија тоа е малце проблем. Чим веќе е во еден годишен тест, ја мислам нема потреба за матура, тоа е чиста глупост. Доколку факултетот има постојано некои стандарди, пример се запишуваш на, кој што реков, потребно е појако средна школа. Доколку ти сакаш пример на градежен да се запише, се знаеш што ти барата математика, физика. Просто нека стават пример математика, физика, твоето знаење, дали има нешто тебе, дали можеш таму да прогресуваш, дали не можеш. Затоа. Во средното ни е најголемиот проблем, бидејќи со средно кога ќе завршиш ти во Македонија, ништо не може да се постигне заради тоа што секаде бараат со факултет да имаш завршено. Значи буквално и за да работиш на шалтер или во Веро, например, или било каде, мора да имаш факултет. Добро, јас се согласам со Тамари и со Никола, нели нормално не може секој да заврши факултет, како што кажав, не е доволна само желбата за нешто, треба да се има и квалитет и да видиш докаде ти се можностите, нормално и како финансиски, така и да кажам ментално, за да не бидам толку злобна, строга. Па да, и тоа не ми се допаѓа како што кажа Антонија, се деветолетка. Се нормално е дека наша помладите не се како ние што бевме, на пример, нема типично дружење, искачање надвор, се покрај нели компјутер, Facebook игри, па не знам, до ни едно време останување будни нормално се. Тоа ги влече, ама пак
И со војдување на деветолетка не ми се допаѓа исто тоа. Ми се скратува детството, како што кажа Антонија. За средна школа против тестовите сум екстерни и интерни, пошто не може едно знаење од низ 4 години да се види според некој тест, затоа што нормално не реагира секој различно на тест или може да ти се блокира мозокот, нема да знаеш и заради тоа и да паднеш, па да немаш шанса да се запишеш например на факултет. Системот кај нас не е добар што сите средни училишта, значи ако не завршиш средно ништо не си. А во странство има 3 нивоа определени средни училишта. Значи имаш училиште каде што ќе завршиш средно и ќе работиш. Имаш училиште, значи тоа е следното ниво, каде што ќе завршиш средно, ако сакаш можеш да се запишеш на факултет, ако не ќе си работиш. И гимназијата, само стручно гимназијата, значи природна или општа било која, е таму, значи никој сега кај нас кој никој ништо не со средно можеш да завршиш на факултет. Сметам дека тој систем треба и кај нас да се вклопи, значи да има определено 3 нивоа каде што идеш на факултет, ќе одлучиш дали ќе идеш или не, или мора да идеш. Ако мислите дека сме супер, кул и одлични, па дури и ако не сме ви оставиле некој голем впечаток, бидете со нас и наредната емисија. Четврто 7 ќе ги потврди позитивните критики и ќе ги подобри оние помалку позитивните.